Почитувани скопјани, нашите информации говорат дека во јавните културни установи кои се под надлежност на град Скопје не се почитуваат препораките за заштита на здравјето и безбедноста на вработените. Имено, имам информации дека вработените во овие културни установи немаат добиено опрема за лична заштита, протоколи за работа или било какво упатство за работа за време на вонредната состојба и пандемијата со COVID-19. Воедно почитувани, загрижувачки и односот на некои предпоставени во некои од културните институции. Тие, без да издадат решение за доискористување на годишниот одмор за 2019 година, само со усно известување ги информираат вработените дека немаат право на годишен одмор и дека истиот им се смета како искористен во изминатиот период, без разлика што во истиот тој период дел од вработените оделе на работа. Произволниот, дискриминирачки и непрофесионален однос на одговорните лица кон вработените мора да запре, а законот за работни односи секако дека мора да се почитува. Во спротивно, ќе следат представки, пријави и тужби до надлежните за непочитување на достоинството, безбедноста и здравјето, како и правата од работен однос на вработените во јавните културни установи под надлежност на градот Скопје. Нехуманиот однос на град Скопје под раководство на Шилегов кон вработените во овие установи е израз на неспособност во справувањето со кризата и вонредната состојба во која се наоѓаме. Апелираме веднаш надлежните да ги преземат сите препорачани протоколи и мерки. Ви благодарам. Прашања? Шилегов најави дислокација на неколку билборди во Скопје. Ваш коментар околу тоа? Морам да ви кажам дека воопшто не ја гледам поврзаноста на справување со пандемијата и тргање на билбордите. Колку што слушна во неговата изјава, оправданоста на тргањето во ова време, во оваа вонредна состојба, ја гледа во ослободување на јавниот простор во однос на велосипедските патеки. Меѓутоа, што туку зборував за непреземање на основни нешта за заштита на вработените во културни институции, значи за немање во буквална смисла на зборот сапуни, а од друга страна, веројатно огромен дел од финансиски средства ќе се одлеат за дислокација на 250 билборди. При тоа се поставува едно несомнено прашање кое што веројатно јавноста ќе ја заинтригира. Значи, градоначалникот во ниту една своја изјава не кажа дали е истечена концесијата за тие билборди, доколку не е, колку пенали ќе плати градот Скопје, бидејќи тие билборди, колку што јас знам, се закупуваат на 10 години, на 15 години, тоа е еден од најатрактивните начини за рекламирање во секој град, вклучувајќи го и нашето преубаво Скопје. Значи, дополнителни средства ќе се слеат таму? Сега, значи, јавно прашувам, дали е истечена концесијата на закупецот? Дали станува за еден закупец од тие 250 билборди или повеќе? Ако не е истечена концесијата, колку градот Скопје ќе плаќа пенали и при тоа, значи, ако земеме во предвид дека билбордите се најатрактивниот и највпечатливиот начин на рекламирање на одредени продукти и градот Скопје зема на вистина конкретни пари од издавање на јавниот простор, верувам дека кога ќе заврши пандемијата, тој јавен простор повторно значи градот има потреба од рекламирање, повторно ќе биде издаден, меѓутоа очигледно на некој друг концесионер. И несомнено е, значи не можете да не помислите дека сепак тука станува збор под превезот на справување со пандемијата COVID-19 и така натаму за некои лични бизнис интереси на градоначалникот, кој што и tekako е познат по анонимност во своето работење. Значи, останува на граѓаните да прашуваат, се надевам дека оваа тема ќе биде актуелна периодов, градоначалникот да се произнесе на овие прашања, дали е завршена концесијата, доколку не, колку ќе плаќа пенали и кога планира и каде во иднина повторно да ги постави тие рекламни пануа, кои што пак ќе напоменам се одличен начин за рекламирање и граѓаните и бизнис секторот во градот го користат тој начин на рекламирање.